Ке си продолжиме со гостинот, кој што јас ке му кажам добро утро и кој внесува секаде позитивна една убава енергија. Добро утро и добре ни дојде Денис Јанкуловски, инаку космонаутко, тоа си е, нема бегање век. Така? Добро утро, добар ден. Благодарам на поканата. Секако, добре дојден. Јас да прашам што ќе се напиеме, да подготвам нешто за пиење. Бидејќи пиев надвор кафенце, значи може чај ако имате. Чајче, со задоволство. Да. Ке зборуваме за тоа дека другарството е богатство. Порака што ги обединува најмладите, но и настан што го слави другарството. Го имаме ли другарството, Денис? Мислам дека го имаме сега. Да. Иако секојаш треба што повеќе да работиме, нели, да го да го негуваме. Да го негуваме и да го истакнеме, односно да го дигнеме на јас пиедестал го викам затоа што за мене навистина е една многу убава работа другарството, ама искреното другарство, не она што е тапкање по работа, биде. Да, убаво, лицемерното, и кога ќе се излеземе да не се знае што се зборува за нас. Така, убаво кажано. Има другарство. Но и еве да ги научиме нели најмладите како треба тоа да го практикуваат во животот и да го препознаат вистинското другарство. Па најмладите, а всушност мислам дека преку најмладите ние возрастните можеме да затоа што научиме. Преку децата ние гледаме децата, ако ги гледаме децата, тоа е другарството, тие сами прекрасно функционираат. Ке се зборувате за овој настан со Оливера. Со шекер или без, само кажи ми, без шекер. Веднаш ке подготвам чајче, убаво. Треба некако да бидеме синхронизирани. Ние од децата од нас и ке направиме веројатно некој добар пример, модел за сето она што се вика затоа што добар човек. Да, затоа што нели како што кажав, од една страна ние ги гледаме децата, кога ги гледаме како функционираат, меѓутоа следниот момент е кога децата нели ќе видат нешто различно, нешто што можеби ќе се запрачат што е тоа, зошто е тоа така, за било која тема, без разлика што нели ние најчесто кога сум јас тука кај вас или било каде зборувам за различностите, ние како родители треба всушност да ги насочиме малку, да им кажеме, да им објасниме, тоа е тоа взаимното што го кажуваат. Така да мислам дека може многу да се подобри и треба да се подобри се. Мислам дека овој настан фали ваков настан, дружење на отворен простор, на толку широк диапазон опфаќање и буквално ги каниме сите дечиња и родители од цела Македонија. Без телефони. Да, дефинитивно без телефони, да. Единствено може едно селфи да направат и толку, да. Школка за мене е магично место. Јас секојаш кажувам, од секојаш сум го сакал тој простор, нели како дете, цел градски парк. Се надевам ќе се врати оној градски парк, нели кој што го имавме, Луна паркот односно. И тоа е место каде што едноставно најдругарско место мене ми е тоа. Може многу да дојдат едноставно како што кажавте деца од цела Македонија, настанот е од отворен тип. Тоа е може буквално секој кој што сака да дојде, дури и оние кои што случајно ќе поминат дента, поминуваат тука, доаѓаат, учествуваат во дружбата и вакви настани, нели, баш имаше завчера некој коментар имаше напишано дали има можности да се прави почесто. Значи ние би сакале секоја недела да правиме, нели, да може. Ама ова не е лесна организација. Па не е лесна, дефинитивно не е лесна, иако јас од една страна кажам, нели, како растеме со годините, полесно оди, меѓутоа сепак си бара месеци, значи не е ден-два, месеци си бара, меѓутоа јас она што посакувам е и многу други да прават вакви работи, затоа што, како што кажавте, недостасуваат. Мислам дека играта е еден од најубавите начини кај што може да се види другарството, кај што може да се види инклузијата од една страна. И колку повеќе настани има, не само Денис, не само аутизам, АМК, односно сите ние кои што го правиме сето тоа, секој кој може да го направи. Верувајте, точно бара време. Меѓутоа, кога се прави нешто за убава работа, кога има убава цел, кога се прави со љубов и со искреност, тоа многу полесно се прави. И има резултати, дефинитивно. Штом 7 година го правиме, значи, веројатно... Ова е седми пат ќе го правиме. Растеме. И за време на короната се правеше? Не, се правеше 2022, скокнавме, требаше да се направи, буквално требаше пред односно кога започна веќе короната, ние неколку дена пред тоа нормално го одложивме заради причините и после тоа таа голема пауза, меѓутоа после тоа продолживме и она што ме радува, што нас не радува, да, па
со оглед на тоа, ако почнеме да споредуваме како било првиот настан и како е шестиот последниот, овој седмиот, здравје Боже, ќе видиме нели за 2 дена, мислам дека растиме со брзина на светлината, така ќе кажам, затоа што од првиот настан кога имавме 20 на деца со 2-3 активности и 2-3 настапи, лани имавме околу 1000 и нешто деца дојдено, имавме 25-6 активности. Гледаме инсерти, да. Да. Ова е дел од школка, ова е пеперутката, нашата пеперутка и мијата, која што секојаш е една голема другарка, секојаш е тука со нас. Има многу учесници, значи ова се и Фрида. Она што е исто предност на школка е просторот, затоа што може многу луѓе да дојдат. Значи, не само да учествуваат во игрите, него и да настапат. Јас вчера кажав, случајно тоа се пребројав колку деца ќе има, односно колку настапувачи. И колку ќе има? И испадна дека 240 деца и возрастни ќе поминат на сцена, што е огромна бројка. Па колку часа ќе трае? Ќе трае 3,5 часа. Фала, благодарам. Учествуваат школи. Значи имаме од групите се всушност од Блаже Конески, од Петар Попарсов, каде има негде 30-40, негде и 100 деца. Значи со еден-два настапи ќе има 100 деца. Тие се тие моменти всушност кои што не радуваат. Фолклорно ќе има и студио фолклор, мислам дека да не ги набројам сите, да не заборавам некого, па да не ми замера. Ансамбл студио фолклор, да. Да, не, сакав да кажам дека тие се групите кои што ќе буквално збогатуваат од една страна, меѓутоа нормално сите се ѕвезди, сите се едноставно како да кажам ценети учесници на настап. Така, има ученици кои што ги цртаат дечињата таму, кои што минуваат. Да, тие се наши драги пријатели долгогодишни од Средното училиште Димитар Влахов, кои што ќе ги цртаат и фризури. Мислам дека едно од најпосетените катчиња, најголемите гужви се таму, меѓутоа ќе има и доста и забавно катче, ликовно катче, има нели спорт, активности, има едукативни подароци. Па на крај, како и претходните години, целта ни е играњето. Значи целта е дружбата и да се изнеиграат децата. Не е ограничено, буквално нека играат 3 сати, 3,5 сати, кој колку сака. Нека уживаат во сето тоа, ќе си добијат флаерче, а на крај со флаерите ќе видиме на лице место што ќе биде. Ќе биде интересно за децата. Има и изненадувања. Да, има. Како на сцената, така и на крајот ќе има изненадување и мислам дека веруваме дека сите деца ќе бидат едноставно задоволни, затоа што пред се прво убаво ќе си поминат, а потоа и со нешто веројатно ќе си отидат. Не може, кога е детската енергија во прашање, нема шанси да не биде убаво. Да. Таа е најчистата енергија, најневината. Да, тоа е тоа она што го гледаме ние, како тие се среќни, радосни, како уживаат во сето тоа што го прават заедно, тоа е најбитно. И фаќање и на нели инклузија на Точно. Сите деца. Апсолутно, тоа е сите се едно. Да, тоа е поентата, тоа е целта да се покаже или да се докаже уште еднаш дека сите деца сакаат да бидат заедно и можат да бидат заедно едноставно и ние сме тие големите кои што треба да им го овозможиме сето тоа. Нашиот модел е игротеката, односно играњето овој начин и мислам дека еден од, како што гледате и од самите видеа, значи многу е широко, многу е просторно и едноставно ние големите само уживаме во сето тоа што се случува на сцена. Да, што се гледа. Да. Ќе оставиме малку школка пред и официјално да ги поканиме сите во недела. Имаме и тука една книгичка, беше и на сајмот за книга, што заврши минатата недела во средата. Да, ова е трета сликовница, четврта книга, трета сликовница на која што ја издадовме со повторно нели со моите верни другари Прозарт Медија Дејан и Марија и ова беше сега на сајм на книга, исто четврти пат на сајм на книга бев, што огромна благодарност нели до издавачката куќа. Сликовница трета на тема повторно поврзана како со школка, односно со сето тоа што го правиме. Темата е прифаќање, почитување, инклузија, зголемување на свесноста. Претходните две сликовници се работеше на тема
централната, да речем, тема беше аутизмот, овој пат се работи за едно девојче кое што е во количка. Меѓутоа, незиниот голем сон е да биде на сцена, да пее и да, односно Тина во приказната, а Ана е звездата. Во реалност. Да, преубавата Ана. Да, како и претходните сликовници, така и ова е всушност реална приказна, вистинска приказна и така и наредно ќе биде. Да, ја знаете приказната. Меѓутоа, Тина е Ана, меѓутоа Тина е и Марија, и Мики, и Дени Жерновска, што ги знаете, и Јована, да. И не мора да е дете во количка, значи секој е дете кое што едноставно има некој вид попреченост, но ја нема целата спреченост. Значи може едноставно да учествува, може да пее, може да било што да направи. Тоа сакам да го покажам и преку сликовниците и преку настаните. Таа си е звезда во својот домен и нели во својот свет. Да. И тоа е тоа на што не, да речеме, и мене што едноставно ми беше како мотив, ми беше она искра за да ја напишам оваа приказна. Убаво испадна и она што исто, пак ќе кажам, односно, она што исто ме радува е што како за другарко, така и за оваа трета сликовница на саемна книга од Македонска издавачка асоциација, ја добив повторно првата награда за зголемување, односно потикнување на општествена одговорност. Браво, браво. Многу награди, значени. па и не се многу со оглед на сиот твој ангажман, труд, љубов, волја со која што го работиш сето ова. Може ли оваа да ја доделиме, да се јави некој во режија? Може, секако да. За сега само еден примерок нели има, меѓутоа набрзо ќе има и промоција. Па добро. Ќе има и во книжари. А се уште не е излезено? Па веќе обично после сајмот се дистрибуираат книгите, така да ќе известиме и ќе кажеме каде ќе има се. Книги, ќе има промоција, значи ќе има официјална промоција во Скопје на 30 мај. И една, можам сега и да најавам, особена радост ми е што ќе направиме промоција на трите сликовници во Кочани. Така да некако не само мене, верувам на сите Кочани ни е малку поемотивно во секој поглед и затоа јас се навистина се ежам кога кажувам, меѓутоа со голема радост и она што можам исто така да го најаваме дека целиот приход од продажбите да ќе го подариме, ќе се договориме со луѓето таму. Не се сомневав дека така ќе биде. Тоа ќе ми беше следното прашање. Многу цели за до крајот на оваа година? Па нека има само овој работи, че имаме и настап, ние со школка, со активностите, односно со Сдруженијево и со другари, ќе бидеме и во Крушево на 5, мислам дека е 5 на Уенин Крушево, еден традиционален прекрасен настан исто. Кога ќе ме прашаат за планови, ние секогаш имаме нешто како агенда, меѓутоа како што растеме секоја година имаме и нешто што излегуваме од тој кругот, да. Што апсолутно, значи како имаме можности, како сме слободни, сето тоа го правиме, промоции, се надевам дека ќе може. Јас она што сакам и со школка и со промоциите да прошетаме низ цела Македонија. Здравје, се надевам дека ќе можеме да допреме до секое дете, до секој. Сите деца заслужуваат да играат, сите деца заслужуваат да бидат видени, чуени, она што можат и сакаат да го направат. Тоа го правиме преку промоциите, тие се инклузивни промоции со настапи, со едноставно сето тоа е таа агенда, буквално. Благодарам што ни беше утрово гостин, најавивме настан задутре 10 мај 11 часот и ќе се дружиме. Ќе дојдеме, ќе ве посетиме и ќе ги донесеме и децата да се радуваат. Сите нека дојдат, буквално тоа е од отворен настан. Бројката е неограничена затоа што имаме за секое дете нешто спремно, колку и да дојдат, така да секој ќе биде задоволно. Меѓутоа, најбитно е да со себе да понесат насмевки, прегратки и многу љубов. Тоа е главното со што треба, влезница, како да кажеме. Така, да. Убаво кажано за крај, впрочем и не очекував нешто поинаку од тебе, Денис. Браво за овие настани, за да се шири љубовта, да се има другарство со дечињата. А јас знаеш како велам, секогаш кога сум во присуство на дечиња, тие мене ми се лек за душата.
најубавото нешто и забораваш на сите Така други е. обврски, проблеми, што и да се кога си во присуство на дечиња. Тоа е нешто најубаво. Јас да. имам Да, се живи и здрави. Да, јас имам растено со Бранко Коцкица и тоа Нели? ми беше репер и мислам дека буквално се наоѓам во тој филм моментално. Так. Доволно е само една преградка од дете и мислам дека веќе Нашиот Денис Коцкица. Да, Да, е Денис така. Коцкица, да. Благодарам многу.